како ни тргна со екстремниве спортови, па одиме малку на водно да се запознаеме со еден дечко, името му е Бојан Наунчевски, го викаат Вештер, еден од најпознатите даунхил возачи во Македонија. Здраво бе. Здраво. Пред се дај да објасниме малку околу дисциплината даунхил. Дисциплината даунхил е категорија од маунтен байк. Конкретно е само спуст надоле. Скроз, нели, различен тип на велосипед, различна опрема, значи малку се двои од нормалните и стандардни велосипеди, бидејќи е наменет само за спуст. Кажи ми, која е основата што секој треба да знае што сака да започне со овој спорт? Основа, прво најбитно е безбедносните мерки, дека е многу ризичен спорт. Во прашање се големи брзини, големи скокови, значи најбитно е опрема да има соодветна за тоа и велосипед спремен за тоа. Може ли да ми објасниш малку повеќе околу велосипедот и опремата која користите? Конкретно велосипедите се, нели, скроз различни од нормалните, имаат поголема суспензија, поголеми кочници, многу е помоќен, појак од другите категории на маунтен байк. Од опрема најпотребно е прво да имате full face кацига, нормално заштитни наочари, ракавици со долги прсти, дрес и панталони со подолги и нормално специјални патики за даунхил. Има ли многу сета оваа опрема да се купи? Можеш ли од прилика бар да ни кажеш? Од прилика почетно, нели, би било од 3000 евра па нагоре би бил еден просечен сет на велосипед со опрема. Би ни објаснил ли малку подетално еден твој тренинг? Како тоа све изгледа? Подетален тренинг, најбитно е ради транспортот е попроблематично, односно дека не може да се вози нагоре велосипедот, значи мора да има некаков превоз, дали е жичара или, нели, превоз со комбе, со било што да е. Качуваш, спуст, нормално прво загревање, спуст 1, 2, 3, во зависност од денот, може и по 10 спустави да бидат. Дали најчесто ја користиш оваа планина? Па водно да. Реално ни е многу добра планина, имаме добри патеки, има жичара, блиску е до град. Да зборуваме малку повеќе околу повредите. Овој екстремен спорт сигурно претрпуваш доста повреди. Имаш ли некоја сериозна повреда, така што ти оставила белеќе, да кажем? Да, нормално. Сам сепак, нели, голема брзина, се случуваат паѓања, сам многу нормално дека ќе има такви моменти. За сега среќа немам кршеници, али имам една добра повреда од која добри 2 месеца не може воопшто да возам. Одмара, после тоа 6 месеци малца рехабилитација и тоа ми беше единствен сериозен пат, да кажем. Имаш ли омилен терен во Македонија? И општо кој е најдобриот терен каде што си возел до сега? Па, омилен терен. Изобилуваме со многу планини, така да сите си имаат своја приказна, нели, нормално различен е теренот. Најчесто на водно ради превозот, али возиме на Пелистер, Галичица, Попова шапка, Маврово. Значи сепак во рамките на каде што имаме превоз ради типот на велосипедот. Имаш ли омилена сезона за возење? Имаш едно твое клипче, мислам популарно, како се спушташ од водно зимно време, кое се ширеше по порталите. Па ќе кажем, нели, секоја планина, секое годишно време си има сопствена приказна. Да, се вози на снег. Друго е на снег, друго е на кал, друго е на дожд. Немаме конкретно она дека да кажем ова ми е фаворит или не ми е. Знаеш ли максималната брзина која имаш постигната? Па максимално мислам дека 63 беше на земја, околу 84 имаме на снег.
Дали има луѓе кај нас што сакаат да се занимаваат со овој спорт и дали мислиш дека се буди свеста кај граѓаните возат се повеќе велосипеди, а ги оставаат автомобили? Па да. Да, се повеќе и повеќе има нови дечки што возат, се трудат. Значи не е само на имам возам и тоа е тоа, баш се трудат, возат, скокаат, тренираат, паѓаат. Купуваат велосипеди што се нели конкретно наменски за тоа и се повеќе и повеќе нели се зголемува таа гранка, а и општо велосипедизмот кај нас доста се прошири, нели. Сидат луѓе на работа, као рекреативни велосипеди ги користат, така да ме радува тоа што се поголем број се случува. Кажи ми, Бојан, за твоите планови во иднина, следува ли некој надпреварување што е битно за тебе, што сакаш да го напоменеш? Па сега конкретно што оваа година добро тргна, може да се каже, ќе имаат конкретно 3 трки во Македонија, што ќе бидат дури више државно првенство ќе има во даунхил. Сега имаме 2 и 3 јунија во Битола, па септември имаме во Прилеп, па третата не сум сигурен за датумот, али више, значи чим се одржуваат, тоа е супер. Мислам, ја кидам да учествувам на нив. Повише идам ради подршка ради помладите, пошто кејф е да гледаш дека некој продолжува да го прави тоа, да го, нели, пошто е начин на живот, не е само нели возење.